Станува жешко. Така ми се вика темата. Станува жешко. И изгледа дека се пожешко и пожешко ке станува. И тоа во секаков аспект. Ако земеме климатски, иако нити имам намер, нити пак нешто многу се занимавам со тоа дали е вистина онаа теорија за глобално затоплување, но еве тие што се поддржувачи на таа теорија и научници и они истражувачи сметаат дека до крајот на овој век температурата во просек може да порасне за цели 2 степени, што е поприлично многу, што ќе допринесе до покачување на нивото на морињата и океаните. Венеција ќе биде под вода, можда Амстердам тамо, Холандија, Бангладеш, некои делови. И не само тоа, ова жешко и затоплување, кое што е приметливо, факт е дека е приметливо, може да доведе до големи климатски промени, што се случува и до проблеми со одгледување на разноразни земјоделски култури на некои предели, па тоа да доведе до глад, до смрт на многу луѓе и така натаму. Може и tekako многу консеквенци, последици да се случат од ова. И како што велат, следната војна, каква и да е голема војна, би се водела за вода. Како одат времените, навистина оди кон тоа. Но станува жешко и се пожешко и на светската политичка сцена. Видите, некои налунишави владетели си играат со ракети и така натаму и така натаму. Од друга страна гледаме протести, незадоволства, гнев на сите страни во светот. Станува се пожешко. И може да фали малку, уште некој и да стане хаос. На нашата политичка сцена, ќе речеме, сега се релаксираат некако работите. Јас не би рекла, ја очекувам да стане уште пожешко. И таму. Неделава имавме прилика, барем околу некои работи, да се изнаслушаме коментари и припукувања, наводно припукувања, кој што ја сметам дека може би само повеќе играње со чувствата на народот и испитување на пулсот на народот. Сакаат да не обезлише во секој поглед. И не зборам само за нас. Воопшто зборам. Околу оние иницијативи за озаконување на хомосексуални истополови бракови и така натаму. Пазите, тоа се прашања кои што и tekako ја прават жешка атмосферата, поготово кај нас како христијани, кои што нели треба да го дигаме моралот, да го подигнеме моралот, да го величаме Господ, неговиот закон. Како ние реагираме и дали реагираме воопшто или пак некако со текот на времето ќе се претопиме во таа маса и ќе нема ништо од тоа и ќе се прифати се, онака гладко. Тоа не смее да биде кај нас, секако. Жешко на сите страни. Сега ќе се префрлиме многу наназад во историјата, некаде 6 века пред Христа, на едно жешко тло. 3 глава Данијел. Познат настан. Царот Навуходоносор, сакајќи ако е можно да го изигра она пророштво од Господа, наредил да се направи кип, огромен кип, ама целиот од злато, алудирајќи на тоа дека неговото царство ќе биде вечно, неговото царство ќе трае за секогаш.
И кога веќе спомнав, нели, на лудничеви владетели, и овој тука некаде може да се стави во таа категорија, затоа што, нели, ќе видиме подосна и баш дека и полудел човек. Заради тоа што се воздигнувал и сакал да се воздигне, се воздигал над Господ. Над оној кој што, вчера сеќавате тие што бевте, читавме, оној кој што ја има контролата на целата светска историја и оној кој што подига или спушта, односно бута владетели и цареви. Руши. Поточно. И, ајде да читаме. Царот Навуходоносор одреди да се направи златен кип висок 60 лакти и широк 6 и да го постават во рамницата Дура во Вавилонската покрајна. Вавилонскиот цар ги повика сатрапите, наместниците, управителите, советниците, благаниците, судиите и законопознавачите и сите наместници на покрајните. Целиот крем на општеството, сите, да дојдат, цела влада да кажеме, да дојдат на свечено откривање на кипот и посветување, нели, што го подигна царот Навуходоносор. Тогаш се собраа сатрапите, наместниците, управителите, советниците, ризничарите, судиите, законопознавачите и сите наместници на покрајнската власт на откривање на кипот што го подигна царот Навуходоносор. И застанаа пред кипот што го подигна Навуходоносор. Тогаш силно извика гласникот: "О народи, племиња, јазици, еве што ви се наредува. Во часот кога ќе го чуете, ќе ги чуете звуците на рогот, на каволот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, паднете на земјата и поклонете му се на златниот кип што го подигна царот Навуходоносор. Кој не ќе падне на земја и не ќе се поклони, веднаш ќе биде фрлен во жарена печка." И веднаш, после неколку мига ќе видиме дека ќе стане навистина жешко. За некого барем. И ова многу добро знаеме. Ова е сличен речник на Откровение 13 глава. Многу добро знаеме како се поврзуваат и имаат паралелизми Данијел и Откровение како двете најбитни пророчки книги во Библијата. И знаеме дека ова се сцени, миниатурни сцени во однос на оно што ќе биде. Клањање пред кипот. Кој не се поклони, ќе биде фрлен во жарена печка. Затоа, штом го слушнаа звукот на рогот, на каволот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на сите тие инструменти, иначе паднаа на земјата сите народи, племиња, јазици, сетете се 13 глава Откровение, сите ќе тргнат под зверот. Народи, јазици, племиња, поклонувајќи му се на златниот кип што го подигна царот Навуходоносор. И сега, вели текстот понатаму, тогаш дојдоа некои халдејци и ги оптужија јудејците. Кои јудејци? Оние три млади момчиња, Седрак, Мисак и Авденаго. Значи, сепак имало некој кој што не се поклонил пред кипот и овие ги тужикаат. И пред се од политички причини. Речете, зошто? Па, нели они зазимале високи позиции. Седрак, Мисак и Авденаго. И еве сега прилика да ги истужикаме, за да, ако може, ете, ние на нивно место да дојдеме. Што да правиш? Власта е сладка. Му рекоа на царот Навуходоносор: "О, цару, жив да си довека. Ти, цару, му нареди на секој човек, нели, да се поклони на кипот, а кој нема да падне на земјата 11 стих и не се поклони, да биде фрлен во жарена печка." А еве тука се јудејците кои што ги постави за управители на Вавилонската покрајна. Седрак, Мисак и Авденаго. Тие луѓе не се покорија на твојата заповед, о цар. Тие не им служат на твоите богови и не му се поклонија на златниот кип што си го подигнал. И вели, гледаме 13 стих, Навуходоносор, кога слушнал ова, јаросен и бесен ги повика Седраха, Мисаха и Авденаго, веднаш ги доведува пред царот. Царот, или било која власт, не смее да се меша во заповедите од првата плоча на законот. Тоа е веќе мешање на црква и држава. Тоа што некојаш било, знаеме какви биле последиците,
и тоа што повторно ќе биде. Тоа е ова што го прави царот на Навуходоносор. Да, ако читаме тамо во Римјаните 14 глава, сеќавате кога Павле вели да ги почитуваме властите, да плаќаме даноци и така натаму, ако читате од таа цела глава, контекст, тој никаде не ги спомнува првите 4 заповеди, првата плоча. Ги спомнува оние 6 од втората плоча, кои што се однесуваат на односот меѓу човечките односи и така натаму. Тоа е она што државата го регулира, треба да го регулира, нормално за да има ред во општеството, но никако не смее да посегне по првата плоча и да заповеда со закон, дури и со закана, казна, смртна казна, на кого ќе му служите и како ќе му служите и на кого ќе му се кланяте. Но тоа Навуходоносор го направил дури и подосна на крајот од главата, кога ќе го возвелича единствениот жив Бог, тој пак ќе заповеда, ќе им заповеда сега на сите народи да го почитуваат, и тоа не е исправно. Не можеш ти да му заповедаш на некого. Како и на кого ќе му служи. Тоа е на слободната воља на човекот. Така Господ не создал. Така рекол. Но да одиме, да видиме, значи, јаросен и бесен ги вика Седрак, Мисак и Авденаго. Замислите си ја храброста, замислите си ја верата, која што, драги браќи и сестри, ние треба да ја имаме. Ова е слика и прилика за тоа кој и каков треба да биде Божиот народ во ово последно време, кои ќе се случуваат многу по-бурни и слични и бетер настани од овие. Веднаш ги доведува. Пазите, пред да отидеме по-натаму, можеле да најдат 300 изговори Седрак, Мисак и Авденаго? Нели на прашањето кога сега Навуходоносор ќе го постави. Може да речат, а туѓа земја, сега не разбравме ние што се кажа, не го разбираме јазикот ваш, не знам што. Па, може ли да речат, чекај, па ќе изгубиме работата, позициите ќе ги изгубиме, што правиме понатаму? Тешко нас? Или да речат, па добро, сите се клањаат, сите го прават тоа, како што некојаш знаеме да кажеме, па сите го прават тоа, па зашто и ние не би го направили? Популарно е тоа. Или да речат, па добро, тоа е краткотрајно, тоа е само за 10 минути, што? Што менјаат тие 10 минути? Меѓутоа Седрак, Мисак и Авденаго, уште претходно во првите глави гледаме колку се цврсти во својата вера. Тие знаеле, тие биле свесни кај тие 10 минути може да ја одлучат нивната вечна судбина. Не се изговориле, туку напротив, погледнете како одговараат. Навуходоносор им рече 14 стих, дали е вистина Седрак, Мисак и Авденаго дека вие не им служите на моите богови и дека не му се поклоните на златниот кип што го подигнав. И вели, и сега дали сте волни, еве ќе ви дадам втора шанса, дали сте волни да тоа го направите сега, кога ќе, нели, засвират свиралата и така натаму, да паднете и да се поклоните. И ако не му се поклоните, повторува заканата, директно, ќе бидете веднаш фрлени во жарена печка. И кој е тој Бог кој ќе избави од мојата рака? Колку дрско. Колку дрско настапува овој владетел, земски владетел, кој што и Господ го поставил, па Господ може и да го симне многу лесно, како што и денешните владетели се дрски, дрско му пркосат на Господа. Чепкаат таму кај што не смеат. На тие зборови, се извинам, 16 стих, Седрак, Мисак и Авденаго му одговори на царот Навуходоносор. Па не треба ние да ти одговориме на тоа. Со други зборови, па толку беше очигледно дека ние не клекнавме. Нема потреба од одбрана, нема потреба да се браниме. Да, очигледно е, ние не клекнавме. И што велат понатаму? Нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од жарената печка и од твојата рака цар. Еве ја верата. Дали, браќи и сестри, ние веруваме дека Господ може да не избави? Или, за жал, сме маловерни, што често пати во животот може да го покажеме. Ако ние веруваме дека Господ може,
се сетив на онаа кампањата на Обама, Yes, we can, така беше кампањата негова, да, ние можеме. Господ е тој што може. Дали Господ може да не избави? Ако е така, тогаш зошто се секираме, зошто ќе се смени нашето расположение, кога ќе отидеме на лекар и лекарот ќе ни каже некаква малку потешка диагноза. Да, може би таа првична реакција е нормална, природна, меѓутоа, што оти, ако кажал таква диагноза? Дали ние веруваме дека Господ може? Верата е опрашање, секојаш. Ако Господ може, тогаш нема потреба ние да, не знам, да фаќаме некакви врски или, не знам, да вработиме сина од керката или, не знам, пример, да ви кажувам. Господ може. Господ се може. Или било, има икс ситуации. Ако ние веруваме дека Господ може, ако веруваме како Седрак, Мисак и Авденаго, тогаш ќе стоиме цврсто. Со целосна доверба во Него, познавајќи го, оти ни е близок пријател, знаеме дека може. Се сеќаваме на нашите претходни искуства, како што Елен Вајд вели, па нема што ние да се плашимо од еднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Сетете се дека Господ можел, Господ го направил тоа и Господ може. Господ е семоќен, семоќен. Нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од жарената печка и од твојата рака, цару. Тој и ќе не избави. Но сега овде гледаме една супер вера, би ја нарекол. Но, ако тој и не го направи, и ако не избави, значи Седрак, Мисак и Авденаго не знаат однапред дали ќе бидат избавени или не, но целосно му се предале на Господа, целосно му веруваат, знаат дека може, имаат искуство со тоа, но е велат и дури ако не избави, знае од царот, ние нема да им служиме на твоите богови, ниту ќе му се поклониме на кипот што си го подигнал. Како е ова вера? Верата која што ние треба да имаме, драги браќи и сестри. Значи, Господ може, но може би неговата волја е поинаква некојаш. Дали тоа треба да ја намали нашата вера? Дали тоа што може би станува жешко во нашиот живот? Печката може би од еден, да речеме од кец, па на двојка е вклучена се. Има дека Навуходоносор на седмица ќе ја вклучи за овие тројца млади луѓе. Може би на двојка, може би на тројка е вклучена печката. Може би не е жешко, станува жешко, без оглед на каква ситуација, финансиска, здравствена, не знам, било каква. И дали поради тоа, не знам, ќе изгубиме волја, нема да одиме во црква или не знам што, или треба да имаме верата. И во добро и во зло, треба да го славиме Господа. Па што би биле ние поинакви од другите, да речеме, кои што ете, и онака, како и така и веруваат во Господа, му се верни само кога им оди на добро, нели, како што знаеме да кажеме. А потоа, кога тргињаат работите поинаку, ја нема верата. Ова е вистинската вера, навистина. Вели, да, ние знаеме, Господ може, и знаеме дека ќе не избави, но и ако не избави, еве, може би така негова волја, ние сепак нема да се поклониме пред тебе и пред твоите кипови, пред твоите лажни богови. Неверојатно. Станува жешко. На тие зборови царот Навуходоносор се исполни со гнев, а лицето му се измени кон Седрак, Мисак и Авденаго. Вели Елен Вајд таму како демон да гледале. Така се изобличило неговото лице. Тој нареди да се вжари печката 7 пати повеќе отколку обично и им заповеда на силните луѓе од својата војска да ги врзат Седрак, Мисак и Авденаго и да ги фрлат во печка полна со ражарен оган. Неверојатно, 7 пати. Предпоставувам, пошто обично така се граделе, тоа сите градби од цигла била некоја таа печка, што како гориво служило, значи дрва, можда некој вид на масло, не знам,
Молам? Шамотни тули, добро, да. Да, значи дрва, да. Да, некој вид на масло, значи ја тоа реков. Што е сега, како е постигната оваа температура 7 пати појако, веројатно повеќе количина. Сигурно не набавиле велешки брикет, мислам, да стават во печката. Како и да е, 7 пати појако. Станува жешко. Станува се пожешко. Но, зошто? Што му требало ово на Навуходоносор? Да екзекуцијата биде побрза? Да ги спржи? Знаете ли дека Елен Вајд во библискиот коментар што кажува? Каков е низиниот цитат? Интересно, да. Навуходоносор вели, чувствувал дека за овие храбри и верни момци ќе треба нешто, една значи, специјална температура, сила, за да може да ги уништи, да се фати казната, да кажам така. И вика, чувствувал дека Господ, нивниот Бог, со кој што тој бил добро запознаен, од нивниот живот и од претходно и така натаму, може би ќе интервенира, замислите си, докаде може да отиде човек во таа своја возвишеност и гордост, дека ете оне, се и се што и се може. Значи, чувствувал дека може би Господ ќе интервенира, па сега за да не му успее на Господа да ги спаси, 7 пати појако. Да, тој е коментарот на Елен Вајд. Тој го пречувствувал тоа. И може би во ова се слага и она, знаете, дека имате изгореници од прв степен, од втор степен, како ги класифицираат, трет степен и четврт степен, кои што се погубни. Меѓутоа, се вели дека оние изгореници од трет степен, кај што страдаат нервите, значи малку подлабоко влегува во ткивата и се по-безболни отколку од први и од втори степен. Нормално, затоа што нервите се тука уништени. И сега интересно е, онака кога размислувате во тој поглед, само како една дигресија, па како тоа, нели, знаеме дека на крајот, кога Господ ќе ја запали оваа земја, ќе спали оваа земја и некои ќе горат подолго, значи оние кои што според заслугите, да кажеме така, а па ѓаволот највеќе. Што сега он ќе се мачи повеќе кога... Што? Ако горите подолго, значи, после веќе ништо не чувствувате, што ќе горите. Меѓутоа, знаете што е, јас така размислував, сега не знам, ама, знаете, тоа е, кога Господ ќе ја запали печката, тоа е поинако нешто. Како онаа капина која гори, па не изгорува, знаете. Господ добро ќе го намести тоа, сега да не изгледа, нели, да го представуваме како таков, меѓутоа зборуваме за крајот, кога едноставно казната ќе ја примат оние кои што нема да се покајат, да тоа бидат навистина страшни болки, но нема да трајат вечно, како што некои сметаат, туку ќе изгорат и ќе нема ништо од нив. Прав, вика, ќе се сторат. И сега понатаму, ова е најбитниот дел. И така ги врза и со наметките, со обувките и со капите ги фрлија во вжарената печка. Бејќи царската заповед беше итна и печката вжарена преку мера, пламенот ги уби луѓето кои ги фрлија Седрак, Мисак и Авденаго. Толку бил јак пламенот. Тука има една поука, може да извлечеме поука и да кажеме дека не треба да се бавиме со тоа да го подпалуваме огнот за другите. Знаете, во преносна смисла што се тоа може да значи, да се бавиме многу со туги животи и така натаму, затоа што ние самите можеме да се опечеме од тој оган. Или, што били она, не копај гроб за другиот да не паднеш ти, самиот во него. А тројцата мажи, Седрак, Мисак и Авденаго, паднаа врзани во жарената печка. Тогаш царот Навуходоносор се вчудоневеди и стана бргу ги праша своите советници: не ги фрливме ли оние тројца мажи врзани во огнот? Тие одговорија: ги фрливме, царот. Тој рече: ама јас гледам 4 мажи одврзани, си се шетаат по огнот и не им се случува ништо зло. Четвртиот е сличен, вели овој превод, како синот на боговите, всушност поточно е како Божиот син.
станува жешко. И ќе станува уште пожешко. Но знаете што? Нема таква печка, не 7, не 70, не 700 пати, појака, у која што Исус не може да влезе. Господ не може да влезе и да ви избави, да интервенира. Нема, не постои. Господ може. Тоа го гледаме во случајот со Седрак, Мисак и Авденаго. Цврстата нивна вера и евеја интервенцијата Божја. Господ може чуда да прави. Си се шетаат одврзани и не име ништо, и четвртиот, тоа е Исус. И, добро, не можеме да кажеме од текстот, нели, подосна, кога ќе ги повика да излезат, кога ќе излезат троица, Седрак, Мисак и Авденаго. Не можеме да кажеме дали Седрак, Мисак и Авденаго биле свесни дека тука е Исус со нив. Како што често пати во нашата печка на проблеми и неволи, ние може би не сме свесни. И не го гледаме. Се прашуваме дали е тука Господ со нас. Дали не слуша. Но бидете сигурни дека е тука. Тој сочувствува со секој наш проблем. Ја гледа секоја наша солза. Нема, значи, печка во која што Исус не може да влезе. Сега има разни видови на печки. Некоја може да ја потпали ѓаволот. Некоја може да ја потпалат некои други за вас. Ама некоја може да ја потпали и Бог. Што се случува? Кој е единствениот резултат што го гледаме овде? Од овој оган. Господ дозволил, да, Навуходоносор наредил, 7 пати појак. Кој резултат го гледаме? Навуходоносор приде на вратата, односно 25 стих го прочитавме. Единствениот резултат што огнот го постанал овде е што јажињата ли што и да било, тоа со кои што биле врзани, се одврзале, изгореле, да кажеме. А тие подолу ќе читаме, ќе видиме, ќе знаеме наставнот, дека не ни мирисале на чат, а не па нешто да фалело, да им фалело. Што можеме да видиме во ова? Знаете, Господ некојаш дозволува да печката се вжари. Па како би извадил злато, како би извадил драгоценност тој од нас, од нашите карактери, ако не го дозволува тоа понекојаш. И знае точно колку. Дали тамо во Коринќаните 10:13 вели, Господ не ни дава поголемо искушение од оно што може да го издржиме, туку и секојаш и излез дава од искушението. Секојаш има излез. Или еве тестот, што Господ не куша. Не? Сето тоа е за наше добро. И од таа печка, а пазите, печката првин може да е на кец. Ако не добие Господ соодветен резултат, може да ја покачи на двојка, на тројка, на четврка. Меѓутоа нам нема ништо да ни фали, освен тоа што Господ сака да не одврзе од тие јажиња со кои што може би сме врзани. Јажиња кои што може да бидат различни, може да биде егоизам, може да биде себичност, гордост, може да биде зло, може да биде било што. Некој длабоко вкоренет греб, зависност од некоја работа, било каква и да е. Нешто што не врзува. Господ ќе дозволи да ја вжари печката повеќе, меѓутоа за наше добро. Да ги одврзе тие јажиња. И како што гледаме овде, огнот кој што е наменет за да ве уништи, не ви може ништо. Не ви може ништо. Ако сте верни, ако го чувствувате Господа, дека е тука, тој има некоја намера со нас. Дали во Евреите, тамо 12 глава 6 стих вели, Господ кого сака, тие и казнува некојаш. Се со цел да спаси. И знаете што? Господ подготвува висока позиција за нас. А колку повисока позиција, толку и искушенијата, и тешкотиите можат да бидат пожешки, пострашни, поголеми.
затоа да не се грижиме. Да имаме верата што имале Седрах, Мисах и Евденаго. Видовте каква е таа супер вера. Идат времења кога навистина овие сцени ќе се повторат. Денеска имаме секој од нас по некоја печка. Тие пробни печки, да ги кажам така. Кец, двојка, тројка, не знам колку е. Меѓутоа, кога ќе дојде тоа време, кога новиот светски поредок ќе не тера да се клањаме. Вчера спомнав, на удар, барем еве сега кај нас, пошто ние како по-конзервативни општества навака на истокот, на удар, барем кај нас, е бракот, семејството. Се сеќавате кога зборувавме за илуминатите и за нивниот план за воспоставување на новиот светски поредок, спомнавме дека една од целите е уништување на семејството. Бракот, семејството. Зошто ѓаволот таму удира? Затоа што бракот, што е бракот? Да, во ред темел на секој општество, но и тој е Божиот лик во човекот. Че кога рекол таму Господ, ајде да создадеме, да ги создадеме според наш лик, да создадеме според наш лик, и создаде маж и жена според Божи лик. Божиот лик е семејството во суштина. Нели, и тие се семејство, да кажам така, нели? Да. И рековме, да, и нормално, после, нели, плодете си и множат. И рековме и вчера, спомнав. Може би, не може би, сигурно, знаеме, и многу скоро може да биде тоа, да следниот удар биде на саботата. Тие две први, значи, институции уште воспоставени од Господ уште во рајот, уште предпадат во грев. А тоа сигурно ќе биде. Елен Вајд кажува дека во последно време токму саботата ќе биде прашањето околу која ќе се судира. Видете, денеска борба припукувања дали тоа треба да се озаконат истополови бракови и работи кои што едноставно мирисаат на Содом и Гомор. Меѓутоа, знаете, се уште кај нас е конзервативно општеството, но како што некој рече вчера, ќе се успее во тоа. Иде ден и време кога ние ќе дојдеме на удар. Пазите, тие, креатори на новиот светски поредок, меѓу другото, сакат да го срушат и православието. Но подосна ќе дојдеме ние на удар. Ако ние тие денешни секојдневни печки не ги поминуваме со вера, тогаш како ќе ја поминеме таа вжарена печка која што ќе биде 7 или не знам колку пати повеќе? Тогаш во тие тешки искушенија. Господ нека ни е на помош и да се сетиме, на крајот завршувам, да скратам, со Исаија 43 глава, од 1 до 4 стих. Стихови кои што малку имаат некоја врска и со минатата кратка тема што имавме за света вечера. 43 глава Исаја од 1 до 4. Сега вака зборува Господ, кој те создаде, Јакове кој те створи, Израеле. Не бој се, зашто јас те откупив. Мината сабота зборувавме за откупот, со што тој беше платен. Те повикав по име, ти си мој. Негови сме и по создавање и по откупување. Кога преминуваш преку вода, со тебе сум. Зарем него спаси целиот Израел од Египет, преку водата. И тоа, какво ли беше тоа избавување, сетете се само. Посуво одеа, посуво среде море, никалне залепија на своите обувки. Додека непријателот беше потопен. Значи, или преку река, кога ќе преминуваш преку вода со тебе сум, или преку река нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ќе изгориш, пламенот нема да те опали. Тоа е тоа што го доживеале Седрах, Мисах и Евденаго. Зошто јас сум Господ твој Бог, Израелев светец твој спасител, го давам Египет за твоја откупнина, ги давам Етиопија и Сева место тебе. Некој речни користи овде, нели, Исаја, човечки, трговски да кажам, иако знаеме дека откупот подосна, нели, ќе биде исплатен со Христовата скапоцена крв. Зошто си скапоцен во моите очи, ценет си и јас те возлюбив, затоа и давам луѓе за тебе и народи за твојот живот и на крајот.
и својот син ќе го дадам, да додадам јас. Имајте вера, цврста вера. Станува жешко и ќе биде уште пожешко. И овде станува веќе жешко, па за тоа време е да привршиме. Нека му е слава на Господа. Имајте вера и Господ ќе води се. Амин.